Минималната плата треба да се покачи на 31.000 денари, вели председателката на Гласен текстилец Кристина Ампева. Децидна дека сегашните ништо над 1.400 денари, кои треба да ги добијат работниците во март е усогласување на платите со трошоците, а не покачување на минималната плата. Покачување на платата во март, повторно да напоменам, тоа не е покачување на плата, а тоа е усогласување на платата со трошоците на живот, значи некаде ќе биде околу 24.000 денара, толку од прилика. Некои 1.400 и кусор повеќе од моменталнава минимална плата, тогаш ќе биде таа минимална плата. Значи збориме за усогласување, а не за покачување. Трошоците за живот постојано се зголемуваат, и сметам дека минималецот, она што го кажа и дел од бизнис комората, треба да биде 31.000 денара. Малите плати се причина поради која работниците бегаат на работа во странство, а за тоа свесни се и работодавачите, додава Ампева. Вели дека платата може да се покачи на 31.000 денари, да се замрзнат придонесите, со што дополнително ќе се намали и сивата економија. Верувам дека со тоа што ако се замрзнат придонесите, ќе се намали сивата економија, пошто работодавачите нема да даваат пари во плик или нема да ги држат работниците неосигурени, така да сметам дека тогаш истите пари ќе се влеваат во фондот, меѓутоа работниците ќе добиваат повеќе плата и ќе намалиме сивата економија. Не знам како може тоа да не е на едни економисти кои што се таму платени и преплатени со 78%, да не го размислат моментот дека со тоа ќе се намали сивата економија, а повторно истите пари ќе одат во фондот. Тоа што некој на времето крадел од ПИОМ и од Фазон, тоа не е наш проблем. Затоа си има органи истражни, премиерот може да го покрене тоа како прашање, бидејќи на времето знаевме, се збореше за некои функционери дека краделе од фондот, молим лепо конфискација, вратете ги парите во фондот, тоа не е наш проблем. Инаку според последните податоци на Државниот завод за статистика, бројот на слободни работни места е зголемен, најмногу во областа на храната, но недостасуваат и научници.